Претвопис раскази за деца. Денот на рибарите. Рано наутро, кога Охридското езеро беше мирно како огледало, малиот Јован седеше на кејот и ги гледаше чамците на рибарите. Денес беше посебен ден, собор на Свети Јован Крстител, а во градот сите зборуваа и за денот на рибарите. Тато, праша Јован тивко, зошто толку многу рибарите го сакаат овој ден? Татко му, стар охридски рибар со блага насмевка, ја пушти мрежата во водата и рече: зошто Свети Јован не учи да имаме чисто срце, а рибарот мора да има чисто срце, за да го почитува езерото, рибата и луѓето. Додека зборуваше, над езерото се појави лесен ветер. Се чинеше како тиво глас да минува преку водата, исто како кога трската шепоти. Дали е тоа гласот на Свети Јован Крстител? Праша Јован со широко отворени очи. Гласот не можеме да го слушнеме со ушите, рече татко му, туку со добрите дела. Во тој миг едно мало рибче скокна од водата и повторно се врати, оставајќи кругови што се ширеа низ водата. Јован се насмевна, како крштение, рече тој тивко без да знае зошто. Подоцна рибарите се собраа, запалија свешти и му се заблагодарија на Бога за езерото. Не за голем улов, туку за мирот, работата и заедништвото. Тогаш малиот Јован дозна нешто важно. Како што Свети Јован подготвува пат за светлината, така и рибарите секој ден го чуваат езерото, тивко, трпеливо и со љубов. Да го чуваме и ние. А Охридското езеро, старо и мудро, се гледаше и се паметеше. Свети Јован за деца.